Денес во Бекстејдж ми е навистина особено задоволство што ќе поразговараме со Марија Спасовска, која што во последно време така не можеме да ја фатиме баш кога ќе ја испланираме, но од оправдани причини, бидејќи студира надвор од државата, сега си тука во моментов. Добре дојде во Бекстејдж, како си Марија Спасовска? Ви благодарам за тоа што повторно сум дел од вашата емисија и многу набрзање ми е цело ова враќање во Скопје, така што да знаете дека одвоив многу драгоцено време за вас и многу ми значите како медиум. Добра сум, ете малку се адаптирав сега на скопското време и се, и така. Денеска си дојде, те очекуваат обврски? Си дојдов вчера вечер. Денес денот ми беше полн со обврски и уште обврски ме чекаат до крајот на денот, така што ќе видиме како ќе преживеам до крај. Ме чекаат обврски утре и задутре и во понеделник и ќе биде викенд полн со се. Најважното е дека твориш, создаваш, правиш навистина убава, квалитетна хитовска музика. Последно што излезе од тебе, веќе го слушна публиката, го има и на YouTube и се врти и по радиостаниците, Забрането. Како излезе оваа песна? Да, Забрането беше песна која што ја имав многу време. Да речем година дена можеби ми стоеше полу подготвена и решив дека конечно е време да добивам некое ново парче со оглед на тоа што имаше околу една година пауза од авторска музика поради новиот живот, адаптација, новите почетоци нели на студентскиот живот и се. И ете одбрав од тие демоа кои што ги имам направено да биде тоа токму Забрането. Со Ивајо искомунициравме и за многу брзо време го средивме аранжманот и ете Забрането е една од најуспешните песни до сега и се надам дека така ќе остане, дека песната ќе се Најубаво е тоа што е забрането, посилно гори во срце во пламенот. Луди струи кружат низ телото, ако ме допреш еднаш не се слам. Најубаво е тоа што е забрането, посилно гори во срце. Ти се допаѓа лично на тебе, но и какви беа коментарите и критиките од луѓето, од твои блиски, од фанови, од она што го коментираат? Јас сум изненадена и многу ми е драго што е така дека не најдов на ниту еден негативен коментар за песната, сите беа пофалби и се зголемува, мислам, бројот на подржувачи се зголемуваше за разлика од сите претходни песни, што е нормално да има некој си природен раст. Многу сум среќна што публиката ја прифаќа песната, што ја слушаат, ми приоѓаат на улица, ми велат ја слушавме твојата нова песна, многу ни се допаѓа, те молиме да продолжи со творење и тоа е она што ме мотивира и едноставно ми дава причина зошто да творам. Секако јас ќе творев и да не ја објавував јавно музиката, меѓутоа ете тие ми даваат мотивација да ја објавувам и да ја споделувам таа музика што имам во себе. И ете, едноставно, навистина сум многу задоволна, тоа го покажуваат и прегледите, иако многу не се вознемирувам во однос на тоа. Како и да е, ми значи едноставно поддршката и среќна сум со овој проект. Твоја констатација не се вознемирува многу, гледам дека како точно некако да знаеш што правиш и кој ти е патот кој што си замислила да го одиш и најважно е што ти веруваш во себе и во она што и го нудиш на публиката. За твоја возраст некако многу рано си го постигнала некако тој баланс, дека знаеш што правиш и дека не може баш да те допре сето она што доаѓа од надвор. Некогаш некој успеал да те повреди, да те изнервира? Само ми се наметна сега прашањето. Многу често луѓето ми викаат: Марија, ти се си имаш подредено. Како бе, викам, се си има подредено? Па така немаш некои проблеми. Цело време знаеш што правиш, што сакаш и успеваш во тоа. И така или така изгледа? Можеби така изгледа, секој си има своји слаби и добри страни, добри и лоши моменти. Не секогаш луѓето знаат кога ни е тешко и кога не знаеме што да правиме со себе. Меѓутоа драго ми е што ете се трудам сето тоа да изгледа позитивно и затоа што ако мислиме дека нештата се позитивни, така и ќе бидат, тоа што ни е мислата, тоа е и реалноста. Така што не дозволувам многу луѓе да ме нервираат и меѓутоа и не мислам дека се ми е подредено во животот, тек има уште многу искушенија, многу предизвици кои што ме чекаат во животот. Само едноставно сакам со смирена глава се да доживеам и преживеам и да не излегувам многу од тој мој колосек. Сакам миро да си го зачувам без разлика на се. Како успеваш, Марија, да направиш некако баланс помеѓу семејството, пријателите, приватниот живот, студиите, не потврли, значи си одиш се си даваш во рок? Да споменеме за оние кои што можеби не знаат, студираш во Солун, во соседна Грција. Да, па успевам затоа што
Едноставно во секој момент, некој период си има некој приоритет. Додека сум во Солун, мојот приоритет е да учам и да постигнувам успеси на тоа поле. Кога се враќам тука, приоритетот е кариерата и секако семејството и пријателите. Може да се направи баланс, не е невозможно, само треба да сакаш и едноставно ако нешто те исполнува ќе го правиш. Мене ме исполнува и учењето, и кариерата, и пријателите, и семејството, така што зошто би ми било тешко да направам баланс помеѓу работи кои што ги сакам. Посакувам убаво да си го поминеш времето тука во Скопје, квалитетно, нели, со семејството, со пријателите и да се дружиме повторно, се разбира, секогаш кога ќе извадиш нешто ново и кога ќе сакаме да поразговараме и за твојот приватен живот, ние ќе те викнеме. Па секако, иако сме јавни личности, знам дека луѓето многу често ги интересираат нешта за нашите приватни животи. Јас не милувам многу да зборувам на таа тема, затоа што сепак тоа е нешто што е лично мое, но како и да е, сосема нормално е да се прашаат и такви прашања и ќе ви одговорам оноку колку што мислам дека е потребно. Ти благодарам. Благодарам и на вас.